Како е можно да нема објаснување за смрдејата на хируршки клиники? Тоа е интересно прашање. Значи, се потрудивме со сите расположливи ресурси од техничка служба наша и од независни компании кои се занимаваат со воздух, поточно кажано со компримиран воздух, направија испитувања и во сите тие испитувања нема некое објаснување. Проблемот е во тоа што на државно ниво нема лиценцирана лабораторија која може да даде уверење дека сме безбедни. Знам тоа. Иако интерно знаеме дека е безбедноста така, пошто се работи за живот на луѓе и за врвна универзитетска клиника, ние сепак не го оставивме на ова, туку испративме преку приватна компанија во Република Германија примероци од истиот воздух за да може да се добие потврда што е причината и кои се квалитетите на испорачаниот компримиран воздух и кислород. Сега единствена мана што се наоѓа влагата во тој компримиран воздух. Препорача да ги менуваме филтрите и во рок на 10 дена се сменете 3 пати и се надевам дека нивото на влага е намален. Има нешто друго е многу интересно и што го прави проблематиката многу посензитивна. Кога користиме надворешни компресори со кои моментално функционираат саливе, го нема тој мирис. Значи, веројатно или е нешто во дистрибутивната мрежа, или па се работи за евентуална можна саботажа. Не сакам ова со предпоставки, затоа најкоректно ги обавестив обвинителство и барам да се испита на државно ниво. Е недозволиво во универзитетска клиника за хирургија да се дојде до ваков проблем. Пациентите чекаат, празни се хируршките сали. Чекат елективни, значи сите случаеви кои може да се планират за хируршки интервенции, тие сме ги одложиле, додека хитните случаеви, полесните, може да се оперират 8 септември и градска болница, додека комплицираните, неодложени хитно и неодложливи хируршки интервенции, неовисно од која специјалност, може да се изведат на хируршки клиники со надворешни компресори, како и напојувањето со кислород на центарот за реанимација, што е анестезија реанимација Карил. Тамо функционираме со надворешни компресори. Мада во континуитет се следи таа миризба да не се припојави пак. Да. Ви забележуваат дека излеговте после 10 дена со објаснување? Јас кога го прифатив позицијата министер, реков дека нема да го искористам позицијата ни за политичка промоција, ни за ќе се потрудам да ги почитувам правилата и прописите. Бевме пред избори. Мене ми е многу битно да е функционален здравствениот систем. Ова не е функционален систем. Имавме хаварија, која успеавме многу брзо да ја санираме, а тоа се случи со пукаше еден клип од компресорот, од еден од компресорите, и тоа го поправивме и за 3 дена беше функционален здравствениот, беа во функција сите хируршки сали. Сега е половично функционален здравствениот систем. Меѓутоа не може вие да ми замерате мене за нешто што не е моја собственост. Кога е направено разидувањето на здравствениот систем 2009, општи служби паѓат под институција која е надлежност на влада, додека клинички центар како јавно здравствена институција е во надлежност на Министерство за здравство и е дисперзирана, а таа гасна компресорска станица е собственост
на општи служби. Значи Значи е хаос некаков. некако е каотично, настанат е некаков хаос, неовисно од тоа, меѓутоа ние имаме обврска да биде функционално. Пошто нема одговорен, значи затоа и се случило ова. Велите, не можете да ми замерате. Факт е дека молчевте и тоа е проблем. И не ве разбрав зошто молчевте 10 дена, тоа нема одговор. Не сум молчел. Јас само не сум излегол во јавноста да го за промовирам тоа јавноста што сум говорите. направил. Да. Инаку јас сум го потегнал Тегас да дојде и да интервенира и за санација заедно со Дрегер и со Мазер компанијата. Тие се сите приватни компании кои ги имам потегнато јас. Испитувањето на квалитетот испратено во Германија исто е направено по мој налог. Мајсторите кои работеле тамо и го санирале компресорската единица исто е направено под мој надзор. Ама сте криеле на Не сум криел. Штом не излегувате да и кажете на јавноста што се случува, зашто сте јавно избран функционер и треба да служите на јавноста, на граѓаните. Значи, ја ништо не сум криел од јавноста и никому не сум забранил да кажува нешто во јавноста. Значи, како сега што никому сте слушнале дека некому сум кажал да не... Не, една недела, 10 дена... Да, јас сум бил фокусиран, бил фокусиран да го средам проблемот. Но сте требале да информирате јавноста. Кога би ме прашала јавноста... Не, морате, како кога би ме функционер. прашала јавноста, ја би го кажал. Дента кога се воспостави во функција и го добив извештајот, ја го изнесов на пресконференција. И на страната за информирање при Министерство за здравство. Значи, јас го имам кажано тоа дека е саниран проблемот и може да се користат салите. Добро, да излезете да објасните дека веднаш сте презеле нешто. Идејата е дека треба да и се обратите на јавноста, не е тоа политичка промоција. Се додека имате функција, тоа е јавна функција. Значи, уште еднашка да се објаснам. Да. Јас сум фокусиран повеќе да го решам проблемот отколку да излегувам во јавноста и да се промовирам. Не се промовирате. Има пиар служба на Министерство за здравство која можела така да излезе и да го кажува тоа што сметат. Но тоа таа не го направила, таа пиар тоа е до пиар службата. А нема... Пиар службата актуелна во Министерство за здравство се запослени луѓе од Министерство. Не се ваш тим. Јас немам ниеден донесен, ниедна личност немам донесена од надвор. А им соопштивте на таа служба? Тоа што прашале сум соопштил на сите. Не треба да прашат, може да треба да соопштите нешто што се случува. Да ги информирате пиар службата. Да, им кажав. Да. Им кажав. Велите нема лиценцирана лабораторија. Да. Што е проблемот? Имате идеја? Јас побарав ова помош од Министерство за економија, Министерство за екологија. Значи, сегде каде можевме да помислиме дека имат ова врска и потреба и работат под ова компримиран воздух, и добивме одговор, дури се обративме и во метеоролошки центар. Значи, нема лиценцирана лабораторија на државно ниво која може да даде оверение дека некој компримираниот воздух е употреблив или неупотреблив. Не постои такво нешто. Зошто? Не знам. Интересно е, значи, сите учиме од Колку години има држава? Имаме држава. Па тоа пред 30 години е поставено компресорската станица. Значи уште е жив. Од тогаш лабораторија. Уште е жив Чичко Милен, на кој јавно му се заблагодарувам, и го повикав него и побарав, иако е веќе е пензионер, побарав од него, он го има дел од инсталацијата испружена и побарав од него сугестии и помош како можеме да го решиме овој проблем. И тој ви кажа дека тоа треба да оди во лабораторија. И тој и други експерти, меѓутоа треба да се испита комплетно рачвањето, тоест дистрибутивната мрежа. И тоа оди во теке тоа испитување, значи само ќе одземе малку време. Да. Се забележува дека нема никоја одговорност преземено за оваа хаварија.
Во Значи, оваа држава никој никогаш не презема одговорност. значи тие се така ова прашања кои се дискутабилни. И јас мислам дека попаметно е да нема 6-4 директори, да има еден директор и да има еден одговорен, отколку вака да биде дисперзирана И никој да не биде одговорноста и никој да не биде одговорен, а уште да биде трагедијата уште поголема, ти не можеш да одговараш за нешто што не го располагаш. Значи, Службите Министерство се тие за здравство и ова клиника, хируршки клиники не го располагаат тоа единица, не е нивна собственост. Туку? Само се корисници на тоа. Туку? Тоа ќе биде како некогаш кога ќе се снабдиме со газ, да не обвинуваат зашто централната гасна станица не функционира, а ние сме корисници без газ. Ние остануваме А кој е сега без корисник продуктот. на ова? Ние сме корисници. А кој е собственик? Влада на Република Македонија. Ко тие службите, заеднички Да, служби заеднички за кои служби, велите. да. Веројатно тие треба да понесат одговорност. Јас да не бидеме пристрасни. Јас затоа и го пријавив во обвинителство. Ако треба јас како министер да превземам некаква одговорност, ја ќе превземам. Значи тие се системи за кои треба да бидат функционални во секој момент. Не само да бидат функционални, туку да има и бекап за тоа. Да. Значи тоа е од витално значење и од државен интерес. Да. Добро, околу смртноста на кардиохирургија има две различни мислења. Директорот вели дека не постои смртност, вие велите дека има. На кого да му се верува? Значи да му се верува на вистината. А вистината? Вистината не Која е ни моја, ни негова. Вистина е една. Значи, суштински, тука имаме пореметување на комплетно меѓулюдските односи со прекратување на функцијата директор на професор Јовев. После неговото одење од таа позиција, меѓулюдските односи се крајно пореметени, остај што се пореметени, туку се одразени и во нормалното функционирање на таа институција. И факт е, сакале или не сакале, дека има зголемена смртност во таа институција последнава година во компарација со претходната година. Бројката Не навлегувам на смртност? Да, пак не влегувам да биде мое. И ова е пријавено во јавно обвинителство и таму барам да дојде да се расчисти случајот. Што ни е најголемиот проблем во таа институција? Од 2011 постои програма превенција од кардиоваскуларни заболувања, која го води Александра Евтимова од 2011 и државата двои по 700 евра дневница за експерти кои треба да доаѓат, светски познати експерти. Ние го прекратуваме програмата со оснивачите на кардиохирургија, а тоа е со клиникава од Цирих. Воведуваме нови експерти, за кои немам уште список и немам сознание кои се тие експерти, дали се лиценцирани да работат тука од Република Србија, од Дедиње, и во нивно присуство се случува ваква смртност и вакви несакани ефекти. И поставуваме едно прашање. Ние сме институција која треба да лекува и да едуцира. Дали во Република Србија во Дедиње има ваква програма? Дали тие 14 години плаќат страни експерти за да оперират? Кога нашиве експерти ќе бидат независни и каде се нашиве деца кои требале да се усовршуваат од и 3 генерации на специјализанти требале да завршат до сега. Уште колку години ќе имаме потреба како држава да трошиме пари на светски познати експерти од Дедиње. Овие се моите констатации кои се факт. Јас ова го имам констатирано. А смртноста во нивно време? Да, во нивно присуство, тие и сега се тамо присутни. Да. Значи, ова е тема за дискусија. Значи, ние, остај што не сме кадарни сами да оперираме, ние носиме експерти, така, под наводници,
без биографија јасно светски познати, како ги нарекуваме, и во нивно присуство имаме ваква смртност. Тоа се факти. Да, добро. Весија Илјази. Да. Незиното име знаете дека е скандал до скандал постојано. Таа е економска директорка на токсикологија. И сега вие знаете дека инспекторатот забрани 18 претходни вработувања на дело, тие да продолжат да работат. Вие кажавте дека таа не ги вработила, но инспекторатот рекол дека се забранува да работат. Но таа ставила подпис и тие продолжуваат да работат. Прво, инспекторатот не е надлежен да кажува дали ќе се вработи некој или не ќе се вработи. Инспекторатот треба повеќе да биде загрижен за тоа како овие 18 вработени работеле 2023, каде беше инспекторатот цела година, каде беа директориве на токсикологија, медицинскиот директор овие 12 месеци, зошто овие луѓе, ако немале квалитети, зошто се ставени во смени првите 3 месеци од годинава и зошто се искористени како работници, зошто еден месец пред избори излегуваат со тезата дека не ни требат, користат различити мобинг за кои имаме факти, дел од кои се објавени. Значи, комплетно е насочена кон бесие, ова ајката и од медиумите, а во суштина проблемот е медицинскиот директор. Ние кога дојдовме во позиција министер за здравство, ја одма се заангажирав за 1390 здравствени работници кои работат по договор на дело на цела Република Македонија. Значи, тоа ми беше еден од приоритетите за кои постојат и седници од влада и стенограми како ова сум дискутирал. Добро, но околу ова прашање. И ги обезбедивме, го обезбедивме тоа правото, оти по закон, по ДКСК, за итни и неодложни работи нема прекинување. Значи, тие договори се продолжени и требало под дефолт да ги продолжи и тие луѓе да примат плата. Тоа е суштината. Еден од нив беше човек, болничар, кој подметнал практично, се сеќавате, практично подметнал урина со дрога за да ја замени со чиста урина. Немам јас такви сознанија, за сите ова криминогени сознанија јас ги пријавувам во обвинителство. Да се обратите во обвинителство, овие што го констатирале ова инсуинација, дали е пријавено до обвинителство и да постапува обвинителство по тоа. Значи, доколку има таква констатација, требало да се обезвести полиција и да се обавести обвинителство. Вие знаете дека институциите не функционираат во Македонија. Дали ниту знаете... обвинителство, Не, функционира ниту све. судство. Функционира све. Наше да го исполниме законската обврска. Значи, мое да пријавам во обвинителство ако забележам дека нешто не е во ред. После на обвинителството е да постапува понатамо. Но тие не постапуваат, тоа ви велам. Свесни сте за тоа. Тоа прва треба да се разгледа, не значи дека во иднина нема да постапат. Да. Не значи разбира, дека во иднина нема да постапат. Да. Ви благодарам за оваа разговор. Нема зашто, фала и на вас. Во болниците се интензивира изложеноста на вработените на различни ограничувања и психосоцијални ризици, кои се поголеми отколку во другите сектори на активност. Ова резултира со влошување на работните услови, што главно ги погодува работниците за одржување, асистентите, медицинските сестри и акушерките. Кај нив расти незадоволството, бидејќи одредени аспекти на работата во болниците се позитивни или позитивно се развиваат, сепак вработените се повеќе се жалат меѓу другото на недостаток на материјални и човечки ресурси. Доктор Изабел Аврион, специјалист за нефропедијатрија при Детската универзитетска болница во Нанси, зборува за условите за работа во француските болници. Sur les autres hôpitaux français, la situation est assez proche.
Во француските болници ситуацијата е сосема слична. Секогаш има мали варијации, но севкупно го гледаме јасно и имаме одреден број социјални движења кои го преведуваат тоа каде што денес имаме тешка ситуација во рамките на јавната болница која не ги засега само лекарите, кои исто така многу влијаат на парамедицинскиот сектор со тешкоти денес, особено при регрутирањето. А за условите за работа кои се сметаат дека не се добри, потоа на европско ниво. Јас немам да давам 50 примери, но сепак сме во прилично слични ситуации, со сепак понекогаш донесување одлуки, би рекол политички, кои се различни и затоа со пристап до нега што е исто така различна. Но ова е навистина местото каде што мораме да ја направиме разликата помеѓу политичарот и негователот, затоа што на подршка или конкретно од нас се бара да преземаме одговорност и тоа е прилично проблем на возрастните кој е ите. Па понекогаш и на докторот му е непријатно затоа што чувствува дека ако интервенираше порано, ќе имаше подобар резултат. Но мора да се помириме со тоа. Parfois le médecin il est mal à l'aise parce qu'il sent bien que s'il intervenait plus tôt, il aurait un meilleur résultat. Mais voilà, on doit concilier un peu le tout. Alors, actuellement en France, on n'a pas ce niveau de problématique. Значи, во моментов, во Франција немаме вакво ниво на проблем. Ние сепак имаме залихи кои понекогаш се многу тешки, а понекогаш многу едноставни терапии. Снемавме одредени антибиотици. Имаме тешкоти и во пристапот, особено во педијатријата, до опрема, особено катетери за диализа, например, или машини кои ја прават педијатријата, затоа што не сме финансиски многу интересни за индустријалците. Потоа, веројатно, нашиот проблем не е сосема ист. Тоа значи дека имаме толку многу алтернативи што ќе успееме да ги поминеме. Градската мрежа на лекување ни дозволува да го правиме тоа што не ни го дозволуваат болниците и во овој случај ќе се снајдеме, мислам дека тоа е. Тоа е големата разлика што ние имаме таква мрежа и можности дури ако тоа ќе ни одземе време. Така повторно се снаоѓаме, така што немавме критични проблеми во моментов за нешто затоа што имаме други алтернативи што не е исто во другите земји. Donc, on n'a pas eu de problème actuellement critique pour quelque chose, parce qu'on a d'autres alternatives, ce qui n'est pas vrai dans d'autres pays. Спроведувањето на ефективен систем за управување со опремата и израстената заштита може да помогне да се обезбедат подобри услуги, додека се заштедуваат и пари на опремата. Управувањето со опремата за здравствена заштита е процес на следење на животниот циклус на медицинската опрема и материјали, како и нивната локација. Одржувањето на медицинската опрема е глобален термин кој се однесува на процесот на обезбедување на правилно функционирање на која било медицинска или биомедицинска опрема. Кога станува збор за управување со материјали, ова го вклучува следново: проверка на работната состојба и перформансите на медицинската опрема, следење на перформансите, компатибилноста, статусот на ажурирање и безбедносните ризици на целиот софтвер, фирмвер, опрема и мрежи за поддршка. Потоа редовно и соодветно одржување, тестирање на батеријата, подмачкување, прилагодување, чистење, проверка и други операции, поправка на дефекти или враќање на целосната функционалност на опремата, познавање и искористување на услугите за поддршка и гаранција што ги нудат производителите или добавувачите, разбирање и усогласеност со различните барања, владени, институционални или корпоративни, поврзани со одржувањето на медицинската опрема, вклучително и аспекти на усогласеност, обелоденување и известување. Ово одржување на медицинската опрема вклучува опрема што се користи за проценка, следење, дијагноза и третман на пациенти, како и она што се користи во медицинските истражувања, иновации и развој на производи. Ова опрема може да се најде во различни средини како што се болниците, клиниките, установите за амбулантска нега, лекарски ординации, установи за долгорочна медицинска нега, истражувачки лаборатории и многу други. Целосното и ефикасно поддржување на медицинската опрема е од клучно значење. Проблемите или недоволните перформанси во медицинската опрема, без разлика дали се работи за мониторинг, дијагностички или уреди за одржување на животот, може да го загрозат квалитетот на негата, да доведат до неточни дијагнози, неефикасен третман и во најсериозните случаи да предизвикаат човечки загуби.
Исто така, неопходно е да се почитуваат и законските барања во врска со одржувањето на медицинската опрема. Игнорирањето на овие правила за одржување на медицинската опрема може да има значителни правни и финансиски последици. Последиците од неусогласеноста, кои може да се движат од санкции до губење на акредитација, може сериозно да влијаат на способноста на установата да се грижи за своите пациенти. Важно е да се запамети дека здравствените установи, нивното раководство и нивниот персонал се целосно одговорни за знаењето и усогласеноста со регулаторните стандарди кои се однесуваат на купување, инсталирање, користење и одржување на медицинска опрема. Затоа е препорачливо редовно да се проверува дали овие документи се ажурирани, бидејќи кога управувањето со опремата за здравствена заштита е направено добро, персоналот има повеќе време да се фокусира на она што е клучно, пациентите. Така, наместо да се губи време, барајќи опрема или што и да било друго што може би ќе им треба во даден момент, целото внимание на персоналот ќе биде насочено кон помагање на пациентите и обезбедување на она што им е потребно.